Добар ви ден, мои драги мили гости и добре ни дојдовте во уште една епизода на Нема љутиш. Реков јас во минатата епизода дека некако слабо се разбираме со бугарите, ама имаме среќа че премиерот ни е тука и тој добро ги разбира. Толку добро ги разбира што ми се чини дека некогаш подобро ги разбира нив отколку нас. И така тој ни појасни дека тие всушност биле само администратори на почеток кратко време, а после веднаш фанале пушката в рце и рамо до рамо со нашите се бориле против фашизмот. Верно, не велам дека не е возможно, само едно нешто ме буни и не ми е јасно. Сега колку што јас знам, тие нашите партизани ги викале шумкар. Сега логично, нели, ако ги викале шумкари, дека тие бегале од дома и се криле по шумите. Ама ако било толку мирно и само административно, не ми оди в глава зошто морале да бегаат од дома и да се кријат по шумите. И веднах се сетих. Абе, они са играли нешто, бе. Бугарите се сетили, знаете како е? Администрација, досадно, здодевно, никој ништо не работи и си велат, абе, овие македонците ќе умрат од досада, бе, дај да ги спасиме. Ајде им предложиме да си играме нешто, например, криенка, миженка, бам-бам. Еве, вие крийте се по шумите, ние пожем ќе ве бараме и така ќе ни помине времето и ќе биде се арно и убаво. Сега и мало умрени, не дека не мало, ама не се они виновни што некои од нашите толку добро се маскирале, се сокриле, овие не можеле да ги најдат и овие умреле од досада. Да, а оние што ги нашле, добро постапувале со нив. Ги носеле, ги раниле, така убаво ги нараниле, сега што некои од стрв ги прераниле, па умреле и затоа тие да се виновни. Не. И сега сите се фаќаат за тоа, па ако е така, кој нас не окупирал? Абе, што е важно, кои да не окупирале, ние сме ги истепали и тие заминале. Друго е важно, а никој тоа не го забележа. Видовте ли како премиерот им го лепна во лице за администрацијата? Кратко време, ама тие биле првите административци. Уште 41 година, и ги заглави. Сега тие во Брисел нека одговарат зошто нашата администрација е таква каква што е, прекубројна и неефикасна. Што да правиме? Морало така, кога почнало наопаку уште 41 и сега нормално дека и ден денеска во администрацијата се примаат луѓе преку врска. А знаете што е најинтересно? Ќе отидете таму кај нив, нешто да завршите работа со предмет во раце и никој нема врска. Да, ќе отидете кај некој, ќе го прашате за предметот и тој ќе каже: јас немам врска со ова, види кај колегата. На следниот шалтер вели: не, јас па воопшто немам врска. Не, види во следната канцеларија таму лево, па веднаш десно. И така те фаќаат на кондиција, ти да се откажеш и еве ти уште еден решен случај. Да, решивме што тоа вие ќе гледате во Нема љутиш. Да бе, тате, Маргаринче. Маргаринче више ни на деца у школу, у градинку не дава, а не на мене. Кад не можеше да го научиш лекцију, тата викаше: дојди вамо, сак ја ќе те научу на лекцију. Земе став, па удри. Темперамента не само кад треба се скара и е с чудно и незгодно нарав. Абе не е лошо, ама лошо е кад е свак ден. Па увикам, знаеш ли ти, има една книга Народни кувар се вика. Има 400 страни. У попа не веруju, а и он не веруе у мене. Откуде мори знам што може да му направу таму кај ќе останемо сами. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Млечените производи на Буџан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, следете линката. Дали некогаш сте се запрашале што се случува со вашето тело кога го хидрирате со Визијана MG290?
Благодарејќи на високото ниво на природен магнезиум, таа благотворно делува кон вашето срце, мозок, дигестивен систем. Делува кон вашите нерви, коски и мускули. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Арис де Грас. Сега во 2 нови верзии. Под контрола на италијански технолози. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Тате, знаеш ли што? Бобане, што се дереш како да навиваш на некој утакмицу, бе? Па глава ме боли ки ми пукне, бе. Тате, знаеш ли што? Сак па ништо не те чуј. Појачај малко на тројку. Добро. Тате, знаеш ли што? Сак добро ли е? Добре. Многу сам гладан, еде ми се, црева ми крчив. За ручак има боранија, од ичера. Неќу Боранио! Еде ми се, боли ме стомак, тате, гладан сам многу. Е, па стомак те боли за тој што неќеш да едеш боранiju. Бобане, празан е, за тој те боли. А тебе за толи те боли глава. Бобане! И па тате, ако не да свару шпагете. Неќу шпагете. Зашто не ќе шпагете? Омрзнаваме тие шпагете, бе. Не може да ги гледаме, како врзанте да јаду од патике. Дај бе, Бобане, да једемо нешто конкретно. Ја ке намачкам паштетку. Ти ке си намачкаш маргаринче. И готово. Да бе, тате, маргаринче. Маргаринче више ни на деца у школу, у градинку не дава, а не на мене. Па нема ништо друго. Компири. Нема. Последен компир ги се честа вика на главо. Зеле још не е скиснало, а комшото још не е ни тураја. Боранiju да једемо данаска, од јутре ке се оправљамо. Е, што ке се оправljamo, бе, тате, како ке се оправljamo? Е, па овакој, Бобане. Комшо ти јутре ке колја свињу. Ти кидеш да помагаш. Ти ке го држиш за уво, он ќе го држи за ногу. Па после ке се менјате. А касапин ке си тера негово, ке даде комшо месце како за еден ручак. А ти што ке работиш? Ја ли што ке работу? Ја ќе го опоју свињу, Бобане. И ќе го благосилјам софру. Е, тој ке има за 5-6 ручка. Дај га сактенчере со зборанju, стави ја да се грее, ајде. Две другачки, прави си му обед. И една увика на другу, да знаеш дека ја ке се одавам. Демари, да, еве, јас сум си 8 години со овога беќара и ке си се одаду. Ај се смее, не мора да значи. Е, како не мора да значи? Е, па и мој ујко учи медицина 8 години, па еве сега е диџеј. Види ги бе свијести како близначења. Лекцiju po лекцiju. Па виж, едно по едно, пресипуе, не препишуе, пресипуе. Абе, бесно си времења Мика туче смо, бе. А не са онлайн настава, ништо деца не можев да научиме. Ама здравле улаза на уставе, знање у главу, видиш како му прега. Не, бе. Овој ќе биде политичар, па мора све да знае. На времето куде нас, кад не можеше да го научиш лекцију, тата викаше, дојди вамо, сак ја ќе те научу на лекцију. Земе став, па удри. Виж тоа знање од позаде улазало. Како да згора. Кандидат за полицајц и комисија ga праше, 2 плюс 2 колко е? Вика, 22. Другар, јаш еден пут ќе те прашам, 2 плюс 2 колко е? Вика, па 22. Ке га примимо. Упоран. Ке га биде. Мало дете, тој бе за некои луѓе што се на руководни позиции у нашу државу и тој с
купени дипломи. Сак ми тек на мене. Што? Па професорка мене у средња школу с книгу глав. Данг! Не ме те пала она, бе. Ма ја. Па да ми усади знање. Тако се е правило порано. Тако се учеше. Тако и дома не учества. Значи, ќутек и одма знаеш, а сега нема тепање, нема знање. Тоа е! Види га, бе, душичка мила, како да се мие, бе. Па бистра мисла ке научи повише. Што ќе научи повише, бе? Кој учи на времето научи? А толку му е како тој што зимае диплому од факултет. Иде с диплому и вика, жено, леле, па ја да сум знае дека е волко лако да завршиш факултет, па ја и средњу школу ќе завршише, бре. Табијат е збор со слично или истоветно значење со зборови карактер, ќут, природа, темперамент или нарав. За табијатлија се сматра луѓе со добар карактер, благој ќут, мирни по природу, весел темперамент и спокојан нарав. До туја све е добро, док не се каже за некога манига има лош табијат. Така е све обратно. Така е тој по карактер тежак како мургашки рит, природно нервозен, ќут има како куче у томак, темпераментан е само кога треба се скара и е со чудну и незгодну нарав. Кад ќе прашаш како е снашка, погодили се, а ти вратив с убава и згодничка, ама има лош табијат. До тој. Тој треба да се врати на фабричко подешавање куде мајково. Табијат. Отишла селјанка на пазар, неделја, куде нас. И да купуе воќке, поврчке, тој што ga нема оно у село. Нели они кај ќе дојде купив шикер сол, смокву и тој што ga нема таму у село. Па тој пипер не купуев. И загледала селјанка, еден продава петли кокошке и вика, ај, ако сакаш колко паре кокошке, овој кажуе, цену петал, колко паре толку. Добро, дај ми 4 петла и едно кокошко. Гледа го овој снек и изгледа, мако ти погреши, нели? Ти треба да купиш 4 кокошки и еднога петла. Не, бре! Обратно, 4 петла и една кокошка, па нека види и она малко живот, мајко му. Ајде бе, збори нешто, што е, ќе ќутимо ли, мајко му? Ке ќутим. Ја, ќе ќутимо. Зашто да ќутимо? Дај нешто ќе зборимо, мајко му. Дај ако не ќе се скарам, ај. Немој да се скарам. Мене од дома ми е доста тој карање. За тоа значи ми ќутимо сега. А зашто се скарасте? За ручак. За ручак? Па што имаше за ручак? Па и ја праша, што има за ручак? И? Она вика гра. Гра? Па гра не е лошо, што? Абе не е лошо, ама лошо е кате свак ден. Па увикам, знаеш ли ти има една книга Народни кувар се вика. Има 400 страни. Ја да сум на њојно место, ја би ти кажа, има една книга Кама сутра за водење љубов и има многу повише стране, па ништо. Па и она тој ми кажа. И ми кажа дека сам килов. Леле, а ти на њума? Ја на њумово кажа дека е крава, дебела. И после? И после... Не сам го видеа 4 дена. 5 ден. Овој око го отвори. Овој још не може. А тате одамна такој не и некако симпатишеше Буери, он повише си ga сакаше Тито. Свашто вика, синко зборив за njega, те бија диктатор, те бија лош, те бија женска рош, ама какав и да бија, за нас е добар бија. Да, иде смо, куде си сакамо, има смо си паре, колко си сакамо. Куќу, кој само не е сакаја, тај не е направија. Хајде бре,
Ви у данашње време не може ни да искречите ми што смо направиле. Ти ќе ми кажуеш туја кој бија Тито, или па бугари ќе ми кажуе. Лош бија. Па да бија лош бе, нема толку жене да су га сакале. Само која не е сакала, тај не е била с njega, а сви други су могале. Сви. Ви, бре, данаска, плашите ву си на туе дну што го имате, а не па повише да ве сака. Браќа ни биле бугари. Ајде, бре, тамо сиктер. Нема, браќа, у политику братско и ортачко месо, ни кучиња не га едем. Да. Затој ли ти, тате, јака те праша, онакој, на шалу, прашате, нели, како да га поделу колаче за тебе и за маму? Братски или пола-пола? Ти кажа, досе, дели пола-пола досе, дели пола-пола, иако она носи бркови, ја и мајка ти не смо браќа, а још помалку па можемо да бидемо сестра. Ете, сак ми текна, бе, тате, па тој ги криво на нима, бе, и за тој не иќев. Ау, ете ти, па куде нас жена има, бе, тате, поголеми бркови, него мужи куде нима и повише личив на Гоце Делчева. Тој ги нима тера на инат да ни каже не за у Европску унiju, како мама што ти вика на тебе, не за успално. Тоа е. И ете така га постави неофицијално светски рекорд на 100 метра трчање, зашто помаваме тата. Леле, ви не знаете за колку кратко време претрча куде комшику. Таку да њума. Штета што немаше кој да ми го измери само време, да. Мужу беше на работу, да. Немаше кој, па мора смо самиете да седимо и кафе да пием. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат. Кога се работи со љубов и се внимава на секој детал. Кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони. Распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони. Ева кој сам ја трчае по девојке Да ги заштити од кишу, ама овој бре, ни сам не се заштити. Леле, што направи, бе, гледа. 1, 2, 3 и он се скри. Сад га видиш, сад га не видиш. Ама он сад не га види од кишу, па затој брза по девојко му касни. Беќарска работа, брза, фати едно, друго, треќу и оп, у брак удави се. Ама зашто го збориш, можда не е женат? Он е само ружен и несреден. И девојка кога га види, мани га мари тогаво како поплава да ga isfrljила. Можда не е женат, ама ако е женат, не поплава. Жена ќе го isfrlji од дома кога ќе му дојде такав мокар и никакав. Шарен. Жена му вика на мужа, он иде на куде кафану, да дај Господ да се удавиш у тој капку. Он у вирбе, не у капку. Тој ти е трагедија за сакога пијаниц. Они па запнале пијаница. Боеми што ги вика овие. Уживатели. Цел живот да пиеш ракију, а да се удавиш на крај у воду. Има ли пострашно бе за пијаница? Самале стануваш рано. Женче, ќе направиш едно кафе. Неќу.
не се секира и јас знам како да си ги отвори очи. Флоп и се осветиш одма. Тачно е, насабеле може да се освежиш на различни начини и да ги отвориш очи. Ама само на еден начин може да ги затвориш. Кога заспиеш? Не. Добро, и тај начин, ондак на два. Друг начин е жена да ти ги затвори с боксови, ако не си отидеш од работу дома, не го забегаш у кафану. 1, 2, 3, не видиш ништо. Снемате. Малецко дете, прашува ga татка. Тато, абе што е тој црн хумор? Црн хумор, сине. Па, како да ти каже, тато... гледаш ли го новиот човека, онамо што седи без руки? Гледам ga, тато. Па, гледай, сине, ај сак, отрчи до njega и иди кажи му, ти немаш руки. Тато, бе, па ја немам ноге. Па ете, видиш, бе, сине. Тоа е црн хумор. Жена, гледай, па варедне мере, па изгледа ми карантин, омре у цркву не може да отидемо, не ти поп да ми дојде да ми крсти воду, не ти ја руку да му цуна на попа. И што да ме сакаш да кажеш онлайн ке биде тоа? Боже, све онлайн. Само да се тресне нешто. Како мори онлайн ке ти исповеда поп, како мори ке ти крсти воду онлайн и како паре ке му дадеш, а на крај, ај кажи ми мори, како руку ќе му цунеш, тој не е лако. Ја не се нервирам за друго, како повише што ми е за исповедување. Јас за тоа па и ще се нервирам, да ти кажу право. Па ја не се исповедам. Тога жена ти не ли веруеш у Бога, мори? Јок, мори, не ли веруеш? Веруј си ја у Бога. У попа не веруј. А и он не веруј у мене. Откуде, мори, знам што може да му направу таму кај ќе останемо сами. Не, овако е болje. Свак на своју страну и готово. Видо ја, ти веќе си го фатила лошу страну. Како, мори, можеш да не се исповедаш? Приши, мори, тамо, ја да се исповедам, не, даја Господ, ја го се исповедам, пола село, мори, има да се разведе, трач на годину има да било се, ево, кој како вртиш ја, па ја, све ја. Ја видо дека ти ке бидеш трач на годину, него треба ово да размислу дали да ми бидеш другачка више на мене. Па да, могала би да размислиш, кад би имала са што? Празна, мори, тај тиквани семки нема унутране мозак. Са што ќе размислиш? Ја не сам празна тиква како ти што мислиш, него сам жена с отворени сваќања и пуна с идеи. Море, ако те го треснено има да ти биде затворени очи, а не отворени сваќања. Свака твоја идеја е најмалко 5 години затвор. Наведни тој главу и тражи некој трачеви, а не тоја да шљапаш само глупости. Наведни главу! Добро, Мари, тражу! Најде ли? Не сам! Не си? Кад си не си? На крај од емисијата стигна и писмо со медицинско образложение зошто оние во лудница во последно време почнале да ги држат оделно. Многу е лесно образложението, па ќе направат влада. Штета. А како си поминавме пред некоја година во Бардовци, лудница беше, лудница. Ке биде и следниот викенд на истото оваа место со овие истите ненормални во оваа нова нормална реалност. Бидете тука, на иста фреквенција, затоа што ќе биде на вистина лудо. За крај, на старо и на младо, само кажете чао на сите. Пети дон. Овој око го отвори. Овој још не може. Ќе виде можда он, него ја што ќе виде с мене кад не знам што да кажам. Добро ли е сега? Добро е. И ја не знам како беше. Јас сам многу главен црямица. Да, чекај. У средња школа професорка мене со книгу ме ударала у главу. Не беше такој, него удараше ме у главу. Како беше? Одмрзнала. Тоа дива ми тие жена. Пети дан. Овој око го отвори. Овој још не може.
може, вика. Смеемо се, ја почињаме. Сакаше да ги изломи. Видели ги изнемаѓење, ама ги изломи. Виду ја, ти си го фатила тој лошо страну, па отејте. Так е тај по карактер тежа како мургашки рир, рит. Ај пац, овој не ми се еда силу. Акција. На свак збор да грешувам. Сак ми текна мене, зашто мене... Овој око го отвори. А овој још не може да го отвори. Зашто се смееш? Пети дан. Овој око го отвори. Овој још не може. Изви. Абе, не ме те пала она, бе. Не. Него да ми усади здравје. О, да. Здравје, знање, бе. Леле, ово не ми се десило никад да снимам. Разплака со сеја. Има јако забрави реплику. Ама тој е незналица, не е пијаница. Ај што си пијаница, па и незналица. А, морамо, чекай, мислам на погреб. На тата дека носи слику. На дедо. И после?